dođeš na onaj jedan most gdje je cijeli tulum, njih 50 gore, ti matere! Znaš, fakat ih je puno ono, znaš. I sad statue su neka sad vaša nova stvar, ali znate kad neko kaže lijep si kao grčka statua, to je onak, to nije kompliment iz jednog jedinog razloga, a to je zato što sve grčke statue imaju ovak mali kurac. Ovak mali smokić. Znaš, i ono što je najbolje od svega, postoje dva povijesna razloga za time. Prvi je zato što je u to doba u Grčkoj veliki kurac bio smatran odvratnim, vulgarnim i grotesknim, a mali estetskim lijepim. I sad ti zamisli koliko je malo kurački lobby u Grčkoj bio jak, da su oni uspjeli uvjeriti ostatak države u znaš. I drugo je zato što su se olimpijske igre u to doba igrale gole i onda bi ovi s velikim kurcima mogli mlatarat okolo, što je fakat ima smisla, jer ako ti trčiš 100 metara prepone, možeš sam sebe ozlijediti. Znaš, ti kreneš i kao, op, ko je to? Ja sam. I onda kad skače... И Весна министерката, motherfucker, ей! Само така можеш на такви провокации да реагираш. А не ли ви рековме следниот пат во Тетово да си донесете преведувач? Шо мајка барам да носам преведувач во моја собствена земја кај што се збори на македонски. Видовте одговор, министеркава, мртва ладна Весна, motherfucker! Само така со провокатори, пуштени од ланец, намерно инструирани да испровоцираат. Да се разбереме. Јас исклучително го почитувам албанскиот народ. Јас имам респект огромен за нив, заради многу работи. Но ова не е дел од целината. Ваквите провокации не можете да ги генерализирате. А има многу вакви провокатори. Екстремисти и така натаму и така натаму. И затоа кога ви зборев уште многу одамна дека нови ветрови ќе почнат да дуваат во Македонија со промената на власт, со доаѓањето на ВМРО, токму мислев и на овие работи. Ова е достоинствено однесување на еден висок службеник во македонската држава, тоест министер. Ова нешто нас ни фалеше со години. Затоа го изгубивме достоинството. Затоа почнавме да се плашиме, да отвориме уста во собствената држава. Затоа многу чувствуваа нелагодност кој требаше да ги бранат, да го бранат собствениот народ кој беше нападнат од вакви провокатори, дали бугарашки, дали албански, дали вакви, дали онакви. Веројатно да беше старата власт на Социјалдемократскиот сојуз, после она што се случи првиот пат, сега вториот пат, ако беше министерка некоја како Царовска за образование, ќе дојдеше у Тетово со научен албански јазик од највисок степен. Така ќе дојдеше спремна, со напишани домашни задачи. Албанската азбука не секоја страна. Тетрадка А4 формат, 200 страни. Така ќе отидеше спремна. Ова не се ситни работи, но често пати се доживуваат као да се ситница. Ке кажете провокација, обично да. Ама треба во старт да покажеш на тие што провоцираат дека повеќе нема заебанција, нема играчки. Дека не можат повеќе некои работи да се прават. Колку и да околностите внатрешни во кои што се живееме, затегнатостите меѓу етничките заедници и се она што се случува, не е многу за пофалба, не е ни за нешто да очекуваш, но добро е што власта тоа го увидува и веројатно ќе работи на тоа. И работи на тоа, барем оно до сега што го видовме. И тука секако влегува одма приказната за бугарите, кои што веќе немаат
И ги тргна и последните маски што ги има, па почнаа директно по Европската унија да праќаат разни писма, у кои што директно кажуваат дека Европската унија не смее да очекува дека тоа ќе биде последни барање на бугарите, за да откако македонците би ги внесле во македонскиот устав. Веќе отворено пишува дека тоа нема да бидат последните нивни барања, дека може да следат нови. Она што Мицкоски го кажуваше уназад година и кусур, она што нашата влада го кажуваше, дека гаранции, дека со Бугарија тикви не се садат. Со ѓаволот тикви не можеш да садиш. Со твојот вековен непријател тикви не можеш да садиш. Тој е решен да те уништи и тој може само да глуми понекогаш кооперативност. Ради некои моментални случувања може да глуми малце, знаеш. Финоќа. Овиткана во дипломатска обланда. Ама волкот останува волк, со колку јагнешки кожи да се покрие. Истите тие бугари, меѓу другото, му откажаа љубов на Трамп. Она одборот за мир, кај што беше потписник Бугарија, одеднаш се отпиша Бугарија, значи нема договор. Зошто? Затоа што кажаа дека тој договор некоја претходна власт го потпишала за да спасат некој тајкун, да го тргнат од црната листа, на кој што се наоѓал на Америка, на Трамп. Па за да му се додворат на Трамп, го потпишале тоа, за да можат овој да го тргнат од црната листа. Тајкунов битен, арнама тоа не било верификувано од бугарскиот парламент и они се го поништија договорот, се извлека од него. Наравучение, за кој мој ние чекаме? Бугарите кој може да поништат договор што го направиле лично со Америка, со Трамп, зошто ние да се држиме за договор кој исто така не поминал во македонскиот парламент, наречете го како сакате, ваков предлог, онаков предлог договор со Бугарија за така наречено пријателство или не знам што таму. Било кој договор. Особено ако го потпишала власт квислиншка од некои лукративни причини. Еве ви пример, еве ви сегашен пример, баш Бугарија е вплеткана у тоа. Зошто уште би чекале? ВМРО, како го викаат на американци, не амерички термин, многу јак. Slam dunk. Закуцавање. На скопски сленг. Кој ќе му ја закуца онака, рака у обруч. Знаете какво закуцавање слем данк ја направи ВМРО сега да го поништи договорот за пријателство со Бугарија? Па. Плюс 4 години на наредните избори со 90 пратеника. Ако го поништи оној со Грција од исти причини, договор, и си го вратим името. Зошто? Затоа што грците не... Грците уопште не требаше ништо да испочитуваат што ветеле у договорот. Тоа ствари не беше договор, тоа беше ултиматум, уцена, ништо друго. Ама да кажем и тоа малце што го ветеле грците тој договор и тоа не го испочитуваа. Има скинуеш договор, слем данк, враќаш име. Тогаш ВМРО ќе треба стварно искрено да ги жалиме. Ќе треба 30 години да владеат овде. Со 100 пратеника. Стварно, пенал, луѓе, имате пенал да шутирате на празен гол. Голманот отишол по бурек со место да јаде негде. Празен гол, пенал. Дури судијава, пошто не е тука голманот, дури топкава не ја мести на 11 метров, ја мести на 1 метар од гол. За да не можете да промашите, ни да сакате. Освен ако не сте некој ретардиран, па од 1 метар никако да ја кренете преку пречка да отиде топка. Знаете каков слем данк, каков пенал од 1 метар, без голман. Не знам зашто тој пенал не се искористи. Убаво време, многу фино време дојде. Кој како беше она на времето, не жабе. Иди договор сме потпишали. Колку пати сум зборел со тој договор, гзот можеш да си го избришеш вака. Договор кој што го потпишала квислиншка власт.
од лукративни интереси, за да се напуни пари у приватни джебови, за да остане шо подолго на власт. Тој договор е ништовен, особено ако е предавнички, ако го става народот во таа држава во подредена положба во однос на соседите или на не знам кој таму, на други непријатели. Ништовен. Помалце од тоалетна на хартија у веце вреди. Толку. Особено ако се земе предвид дека Джовани Момце, знаете кој е Джовани Момце? Тој не се вика Джовани, другачие се вика италијанскиот амбасадор кај нас. Джовани Момце. Убаво им кажа на нашиве. Знаете ли што им кажа? Порка мизерија, знаете ли што им кажа? Им кажа вака, дечки, македонци, на амбасадорот италијански кај нас, сеја пред 2-3 дена, Джовани Момце, а не се вика Джовани, другачие се вика, ја така си го викам. Знаете што им кажа на нашиве? Дечки, Европа не може ни Г од гаранции да ви даде. Бугарите ќе ве изиграат. Немојте случајно да ги внесете во македонскиот устав. Тоа го кажува амбасадор на земја членка на ЕУ, кој што е кај нас амбасадор. Директно им рече на нашиве, не очекувајте Бугарија ќе ве изигра на првата кривина. Шо сакаме луѓи поише? ВМРО ДПМН е. Please. Ставате топката на 1 метар од гол, голманот оди по бурек со месо, зима залет, вашиот изведувач кој да биде, шутира, дава гол. 30 години ќе владеете. Знаете што е 30 години на власт? Раскинуете договорите со Бугарија, со Грција. Името назад. Луѓи, дали вие може да си замислите каков слем дан ке тоа? Какво зачукуење на македонски? Какво зачукуење ќе биде тоа? Ја не знам, мислам дека народов, не знам, ќе побудали. У секој двор по некој вол ќе се врти. Кај што ќе се врти вол и македонци и албанци вака гушнати ќе јадат. Ке кинат од волот, ќе сеча тоа. Кај што има кима, ќе се вртат прасиња, тамо нема да има албанци. Ама македонци кима. Многу. Со пиво вака. Дес. Прасето, свињата со пиво вака. Сечија. Пичку матер. Народно славје ќе биде тоа. Ја мислам сите ќе се радуваат. Освен Социјалдемократскиот сојуз. Они баш като многу силјачки ќе им биде, знаеш. Таа е народна прослава по повод кинење на договорите со оној Унивици, со пријателство на водници со Бугарија и една народна прослава со печење, со волови на ражањ, со свиња на ражањ. Тоа е too much за нивната граѓанско поимање на животот, нивните благороднички манири, нивните аристократски потреби. Тоа е too much селјачки, но ние мислам дека ќе поднесеме да го јадеме прасево и без присуство на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа ќе биде едно масовно начукуење. Така сакав да им насликам една ситуација на ВМРО ДПМН во едни вакви околности, кај што имате примери на држава што откажува договор со Трамп и со Америка. Зашто? Некоја влада тоа го направила на нелегален начин, без тоа да помине во парламентот, за да спаси некој си тајкун или не знам што да добие тоа. Го знаат ова ВМРО. Но треба вака уште попластично да им се објави, да им се каже, сепак да им се каже. Колку поише човек кажува, поише влегува во уво. Тоа не дека ова нема ефект, ја што го зборам, го гледаат сите. Ама малце по малце си ровари. Знаеш, ова бубачка кој ќе влезе, па почиња да ти ровари, па тука, па ќе влезе повнатре, може еден ден да донесе да предизвика конкретна акција.
Што сакав да кажам уствари? Ова го знаат, ама сакам уште попластично. После се што доживеавме, толку упорно да се држиме за фустанчето на ЕУ, за работ на фустанчето на ЕУ, без при тоа воопшто она да помисли да не стаи ускуто, да не подумка малце. Джиха, 4 коњи, 35 години се држиме, 36 година за незиното фустанче. Неки ни да не погледне, а не да не стаи ускутот. Знаете ли тоа како се вика у психологијата? Стокхолмски синдром. Напасникот те напаствува со децении, а ти упорно се држиш за неговото фустанче, мислејќи дека ако му го пуштиш фустанчето, дека ако останеш сам, дека тебе ќе ти се десат 300 полоши работи од тоа што овој те напаствува 35 години. Те силува, те уценува, ти дава ултиматуми, те понижува. Колку понижување само последните денови истрпевме од таа еврокомесарката Марта Кос. Знаете, последниве година дена од неа колку добивме. Прво дека нашиот идентитет бил пиперки и патлиџани, чушки и френки. А после дека сме биле ние тројанскиот конј кој што можел да ја разједе Европската унија ако пуштеле еден таков тројански конј. А не кажа нас, но мислеше на нас, ако пуштат тројански конј во нивните редови. Сега можете само да си дадете одговор, да замислите, да изфантазирате каков е тоа тројански конј што би влегол во едно фашистичко окружување. Кој е тука конјот тројански? Дали окружувањето или оној конј на кој што таа Кос мислеше? Обратна е тезата дека во тоа окружување има повеќе тројански коњи. Тоа окружување наречено ЕУ има повеќе тројански коњи. Не еден. Така да нивниот распад ќе си дојде од внатре. Не од надвор. Не од некои ново примени држави, мали, слаби, вакви, онакви. Не. Тие веќе си ги имаат коњите внатре. Поради тие ќе се распаднат. И стварно, полека, ја не знам, може би тоа исто така го гледаат тој план Б у нашата влада, ја не сум тамо, може би некои луѓе го разгледуваат и тој план, што доколку полека се дистанцираме од нашиот европски пат на водници, ќе кажам. Но од друга страна треба да сме свесни дека нашата заложба упорна, со ништо предизвикана, нашата посветеност патолошка да не примат во Европската унија се класичен симптом на колективен стокхолмски синдром, а сите знаеме што е тоа, оној што не знаеше му објаснив. Кога жртвата развива близок однос со својот напасник, со предаторот кој што ја мачи, ја злоупотребува вака или онака. Мислејќи дека со тоа, мислејќи дека доколку не биде блиска со него,
ќе се случат може уште пострашни работи, без разлика што тој ја држи во заложничство или ја напаства или прави ова или она. И тоа психологијата, тој синдром го има објаснето, ама сега да не тупиме зошто е тоа така кај човекот. Како можеш со оној кој што те држи за заложник, а за кој што не знаеш какви се неговите намери кон тебе, може би ќе те екзекутира, ако не го добие тоа што го бара, ако си заложник и бара нешто за тебе од власта или од било кој. А сепак развиваш еден близок однос. Но да не тупиме на таа тема. Тоа веројатно си лежи во самата природа, во менталитетот на човекот. Тоа некое, појма неам, некое зрно, некој зрно на мазохизам што се активира во одредени ситуации кога го живаш во својата мака, во својата лоша состојба, во својата болка и така, што ти ја нанесува некој друг. Па уште починеш да го сакаш. Да. Удри ме! Удри ме! Удри ме! Ако сакате поише да научите за мазохизам, можете, многу поише можете СДС да ги прашат. Они се махири за тоа. Ем да те ебат, ем да ги гушкате. Не да те ебат, лошо се изразив, да те силуваат, ем да ги гушкате, тоа само СДС го праве на власт кога. Памти тоа на љубави! На Бојко, љубави! Која љубави, бе? Среп тој. Нема веќе. Значи, фино шо Весна министерката мадафакер така се постави достоинствено, тоа треба да биде репер за секој македонски функционер што ќе биде доведен во таква непријатна ситуација, подложен на провокации кои што доаѓаат од било која страна. Одговорот што треба да го даде во такви ситуации треба да биде таков достоинствен, а во некои одредени ситуации треба да биде и брутален, без пардон, да им се даде до знаење на сите дека Македонија веќе не е она понижувана, плукана, исмевана, презирана каква што беше кога беа Социјалдемократскиот сојуз на власт. А што се однесува, баш фино реков ова, со албанци, бе? Нели? Не знам, Љујзим ги гледа моите видеа, со Љујзим бев гостин у емисија последната на Само вистина. И можам сега од овде само да му порачам. Љујзим, ако го гледаш видео, те барам денес да пиеме кафе. Така, ај се гледаме, чао.